Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На предизборните ветувања на неспособните од Социјалдемократскиот сојуз веќе никој не им верува. На министерот Спасовски веќе никој не му верува. Ветуваше професионализација на полицијата, а тој лично гурна угледот на полицијата. Ја партизираше и ја уништи ефикасноста, претварајќи ја од сервис на граѓаните во сервис на Зоран Заев. Кандидатот за градоначалник на општина Кисела Вода, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Филип Темелковски, пред очите на цела јавност во својата свот анализа, на страната на предности на неговата кампања за локални избори, го стави Министерството за внатрешни работи и буџетот на државата. Полициската држава на Заев, спроведена од Спасовски, ќе биде ставена во целосна функција на Социјалдемократскиот сојуз и преку притисоци и манипулации ќе се обидат да узурпираат волјата на граѓаните и да го намалат поразот на локалните избори. Покрај јавното признание, дополнителни докази за се во ова се секојдневните неосновани пријави, кои во паника и очај ги поднесуваат против кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз се плаши од катастрофалниот пораст на локалните избори, кои целосно ќе ги делегитимира. Социјалдемократскиот сојуз се плаши од резултатите на својата неспособност. Спасовски на својата пресконференција за резултатите од работењето на Министерството на внатрешни работи на одбележувањето на 100 дена од влада не кажа ниту една успешна акција на полицијата против криминалот. Повторувам, ниту една успешна акција. Тој и неговите неспособни партиски потрчковци не успеа да разрешат убиство во среде Белден во едно од најголемите туристички центри во Македонија. Неспособната булумента на чело на Министерството за внатрешни работи се уште не го пронајдоа сторителот кој ги осквернави гробиштата во Љуботен. Граѓаните ќе го имаат последниот збор како и секогаш. Граѓаните ќе го имаат последниот збор и на 15 октомври, кога за секој глас за ВМРО ДПМН и пораз на Социјалдемократскиот сојуз ќе ги казнат за непроценливата штета која ја направија на Република Македонија за само 100 дена.